Благодарам до градоначалниците, до ЗЕЛС, до присутните. Мислам дека за ова зборувавме на последното собрание на ЗЕЛС и кажавме многу работи кои што во тоа време може би делува нешто кое што представуваше желба, но со ребалансот на буџетот и потврдивме дека не е веќе желба, туку е и реалност. Средствата за овие неколку месеци се обезбедени во висина од околу 5 милиарди денари, некаде околу 6 милиарди денари се извинувам, 5 милиарди и 280 милиони се обезбедени од буџетот, а мислам од буџетска ставка, а останатите околу 720 на милиони преку програмата на Светска банка преку Министерството за транспорт. Значи, во тотал се околу 6 милиарди. Веќе почнавме да работиме на проекција за буџетот од следната година, бидејќи сега ситуацијата со овој буџет беше таква каква што беше, па мораше да се претури од едно место во друго, за да можеме да дојдеме да бидеме функционални како држава. Во спротивно беа многу ставки заборавени. Но сега веќе за следната година се планирани 15 милиарди денари за општините. Денеска правевме со Златко некоја динамика да сега практично на седницата на 20, ќе имаме владина седница на 20 август, тој следниот вторник, го задолжува Министерството за локална, само они треба да испеглат со Секретаријатот за законодавство да видат како тоа да се вметне во рамките на постојните закони, да се формира една интерсекторска група која што ќе го објави повикот следниот ден или деновите потоа и да трае тој некаде таму до кај 5-10 максимум септември, мислам дека беше што се договаравме како дати, да општините ги поднесат проектите, до крајот на септември се изберат тие што ќе се финансираат оваа година и со надлежните министерства да се потпишат договори. Да речеме, некој ќе прави градинка со Министерството социјална работа, демографија и труд. Некој ќе прави улици и така натаму со Министерството за транспорт. Некој ќе прави училишта со Министерството за образование. Некој сали спортски со Министерството за спорт и така натаму и така натаму. И тоа планираме да биде завршено, се ова да биде завршено некаде околу почетокот или првата недела 2 во октомври, за да се фати и оваа градежна сезона. За до година, која ќе бидат дел од буџетот следниве средства, гантограмот на активности е заклучно со 31 март све ова да заврши. Практично од април да почне изработката на проектите. Сега до година малку повеќе, ако оваа година 6 милиарди, до година се 15 милиарди, согласно ветувањето што го имавме во изборите како коалиција, тоа потоа стана и владина програма, отприлика 135 евра по жител визави бројките кои што се од последниот попис. Резидентно население. Така што ќе имате 135 евра по ова, така ќе можете да си го пресметате и буџетот колку што го имате на располагање за толку и проекти да направите. И ве молам да се прават уште проекти за понатаму, затоа што сега имаме акумулирано негде околу 230 или 250 проекти, не знам, Неловски не е тука, ме информираше денеска. Да, за проекти во вредност од 230 милиони евра. И сега ние, ако отидеме 100 милиони сега, ќе ни останат уште проекти во вредност од 130 милиони, а до година имаме 250 и ќе треба плюс проекти да се направат за до година. Да не излезе, па да не можеме да ги потрошиме средства. Затоа ве молам да се фокусираме за до година да ги направиме проектите. Мислам дека со ова ќе се решат многу од отворените прашања за граѓаните и мислам дека на тој начин ќе добијат нешто што го немале до сега со години. Нови улици, асфалтирани улици, паркови, училишта, градинки, водоводи, канализации, нешто што е многу потребно, мислам, општо за граѓаните.
И кога ќе го, бидејќи во принцип ги анализираме сите овие политики преку анкети и тоа што е анализирано минативе 2 месеца за оваа мерка, можам да ја кажам дека 75% е позитивен одекот кај граѓаните. Само 7% се против. Другите се не знам, немам одговор. 3/4 малте не акламативна е поддршката за оваа политика. Во принцип на 2 недели ги тестираме сите политики во различни месеци и трендот за оваа политика е исклучително позитивен. Така што мислам дека, председателе, мислам дека имаме исклучително добар потек и добро е што повеќе вакви проекти да бидат реализирани во иднина. Јас сега ви посакувам вака почесто да се гледаме за убави работи, да подпишуваме ваков тип на договори. Поддршката од нас ќе ја имате, апсолутно. Тука да немате дилема, тука има представници од различни политички партии, но граѓаните ние сме влада на сите граѓани, без разлика дали тие гласале за нас или не гласале за нас, дали не поддржуваат или не поддржуваат, ние сме влада на сите граѓани. Тука нема етничка политичка припадност и мора да инвестираме како влада на сите овие 26.000 квадратни километри. Нема ваму помалку, таму повеќе. И мислам дека средствата на овој начин ќе бидат искористени правилно, односно онака како што граѓаните бараат од нас, а ние како влада сме должни тоа да го испорачаме. Предпоставувам сега е редоследот да ги подпишеме овие работи. Да, председателе, би, ако дозволите, само би кажал некој збор. Сакам пред се во името на ЗЕЛС да ви се заблагодарам на срдечниот прием и на вашата подадена рака. Сакам да во името на ЗЕЛС исто така, овде има и луѓе од нашата институција кои што долги работи се таму и работат во истата и знаат дека овој меморандум за соработка го подпишуваме после 21 година со владата, што значи дека е сериозен исчекор во однос на соработката на локалната самоуправа и владата на Република Македонија, а исто така од сето тоа најмногу ќе се подобрат условите, како што и вие самите кажавте, на нашите сограѓани. Во минатото, за жал, немавме слух за многу прашања, не само во периодот од кога јас сум прв човек меѓу еднаквите во ЗЕЛС, но и години наназад била тешка соработката и функционалноста помеѓу владите наназад години и општините. Ова е сериозен исчекор и уште еднаш од срце во името на ЗЕЛС и на сите градоначалници, но пред се на граѓаните во Република Македонија ви благодарам за вашата подадена рака. Ветуваме од наша страна дека ќе бидеме максимално кооперативни, ќе излегуваме во пресред на сите барања на институциите поврзани со владата и секако вам како премиер, тука сме отворени за соработка и се надевам дека ова ќе биде еден нов почеток на соработка помеѓу општините и владата, како што досега немало за жал во државава години на нас. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам, Мурце. Може би испуштив една работа што е вредно да се напомене на овој чин. Бев информиран денеска, идејќи на оваа средба од министерот за транспорт и подпредседател на влада, дека помина законот за измени на законот за урбанистичко планирање. Нешто што е многу важно, посебно во делот на изградба на градинки, училишта, катни гаражи, кои што се во собственост на единиците на локална самоуправа или владата, државата. И сега ќе биде тоа многу полесно, нема да има потреба како до сега да се чека долги години, би рекол, не месеци, некои работи стана и години, за да се дојде до изработка на тој проект, така што законот е сменет. Ве молам, доколку имате план да правите градинки, училишта и периодот што следи, размавнете се, нема потреба да се чека толку долго за добивање одобрение за градба. Тоа сакав да кажам. И е големо леснување.